Пладневно информативно издание на 1 ТВ. Македонија е во шок и неизмерна тага по трагедијата која вчера попладне се случи на автопатот Скопје-Тетово и во која животот го загубија 14 лица. Во знак на жалост, знамињата се спуштени на половина копје. Во земјава денеска и утре е прогласен ден на жалост, а во Гостивар, од каде што се најголемиот број на жртвите, е прогласена 3-дневна жалост. 1 ТВ во живо ќе ја пренесува комеморативната седница во општина Гостивар, претходно која беше најавена за 12 часот. Екипа на 1 ТВ и денеска е на местото на несреќата. Колешката Искра Опеческа обезбеди и изјава од човекот кој прв стигнал на местото на трагичната несреќа. Денеска продолжи и увидот на местото, а според последните информации од нашата екипа од терен, автопатот е блокиран во двата правци. На линк ја имаме Искра. Искра, повели со последните информации од теренот. Така, Александар, се надевам дека гледачите може да забележат сликата зад мене на нашиот колега снимател Горан Младеновски, која што зборува за стравичната трагедија што се случи синоќа околу 17 часот на патниот правец Скопје-Гостивар. Имено утрово, од кога сме стигнати овде веќе повеќе од 2 часа, можевме да забележиме увидни екипи од Јавното обвинителство на Република Македонија, од Машинскиот факултет, од Бирото за судски вештачења и секако од МВР. Иако официјално ништо не може да се потврди, бидејќи станува збор за сензитивни информации и ги проверуваме во секој момент, сепак она што може да го објавиме сега за сега, а е сепак неофицијално, е тоа дека она што се зборуваше утрово овде во селото Ласкарец, кај што се случи сообраќајната несреќа, дека пукната гума е причина за несреќата, сепак не е така. Неофицијално дознаваме дека барем засега од она што утврдија увидните екипи, пукнатата гума не е причина за несреќата. Што е причина, се уште се утврдува. Од МВР се уште не можеме да добиеме официјална информација, бидејќи никој овде на терен не сака да шпекулира со информациите, бидејќи сепак станува збор за сериозна трагедија со 14 жртви и 37 повредени. Она што во моментов се очекува, што го очекуваме сите овде новинарските екипи, полицијата и овидната екипа, е доаѓањето на припадниците на армијата на Република Македонија, кои што ќе помогнат во извлекувањето на автобусот што е зад мене, а со кој се превезуваа патниците, и кранот што треба да пристигне да го подигне автобусот, и од она што го знаеме барем ќе биде однесен во касарната во Ѓорче Петрово Скопје на понатамошна анализа на стручните луѓе од Машинскиот факултет од Скопје. Инаку утрово кога стигнавме овдека, селаните од село Ласкарци, како што вообичаено се собираат, иако е ладно време, денеска ги имаше многу малку, но и тие што беа во тага и неверица што се случи вчера во нивното село. Јас се надевам дека камерата на нашиот колега може да ги забележи куките зад мене, каде што првично луѓето што живеат овде слушнале страшен трескот и веднаш излегле да видат што се случува. Еден од нив е токму господинот Музафир Зибери, со кого што успеавме утро да го пронајдеме во неговиот дом и да поразговараме, да ни раскаже што точно се случило. Она што ни го кажа меѓу другото е тоа дека кога излегол на местото на настанот заедно со неговиот син и неговиот внук, прво што направиле е пробале да ги реанимираат оние луѓе до кои што можеле да стигнат, бидејќи имало и такви кои што биле под автобусот и не можеле никако да им помогнат без соодветна стручна помош на првата помош. Ни кажа дека први на лице место стигнале од полициската станица Сарај, а од кога стигнал тој прв со повредениот шофер и со 6 мина други, дури еден во сведочењето ни кажа дека дури еден и во својот гепек го превозел во болницата 8 септември, дежурниот доктор Ридван Бајрами, кога сватил дека несреќата не е само обична несреќа, ако може воопшто несреќа да се нарече така, веднаш алармирал и се што е на располагање, а е во врска со брза помош или со капацитетите на болниците во Скопје, Гостивар и Тетово, се било алармирано. Меѓутоа, еве да јас ќе предложам режијата да го пушти сведочењето на господинот Музафер Зибери, да видиме што точно вчера се случило. Слушав од куќата и стигнев за 1 минута со возилото и на брат ми детето. Имаше многу повредени луѓе, млади од Скопје што се вратија за Гостивар. И возачот на автобус што се превртел тука беше на самото место у асфалтот. Јас му дадов првата помош на возачот. Дојде до свестување и го покачив во моето возило, со моето возило и уште 6 души сум ги превезел.
до војна болница беа живи, многу беа измачени. Таква слика не сум видел. Да видиш луѓе што живи и не може да ги извлечеме од автобусот, тоа најлоша слика. Така, Александар, се надевам дека еве првичните информации од првиот човек што стигнал на местото на несреќата ги слушнавте. Инаку само да кажам дека еве досега официјално 14 луѓе се загинати, 37 се повредени. Она што пристигнува, што подоцна исто така ќе го емитуваме во некои од следните информативни изданија, е емпатијата на луѓето и она што повеќето барем од нив ги прави луѓе во вакви ситуации. Именно од синоќа, од кога се разбра за големата трагедија, помош нудат на страданите, на нивните семејства од секаде. Нудат разни компании, нудат разни медицински установи, дури обичните луѓе, обичните граѓани нудат сместување за семејствата на повредените кои што мора да престојуваат во овие ладни денови во Скопје. Исто така, општина Гостивар, каде што прогласена 3-дневна жалост, денеска ќе одржи комеморативна седница на која ќе присуствува и премиерот Зоран Заев. Меѓутоа, нашата екипа е веќе во Гостивар и се надевам дека повеќе информации ќе добиете од нашиот колега Игор Стефановски. Ние остануваме овде да почекаме што ќе се случува на терен, да ги собереме најновите информации и евентуално да ја потврдиме причината за оваа страшна трагедија и секако се јавуваме во некои од следните информативни изданија. Александар, дали има прашања? Искрати благодарам за извештајот во ова вклучување во вестите, а ние од местото на несреќата се префрламе линковски во градската општа болница 8 септември. 6 повредени, од кои 4 во градска општа болница 8 септември и 2 на клиниката за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар се уште се во критична состојба. Повредените денеска ги посети премиерот Зоран Заев, како и министерот Венко Филипче. Колешката Весна Велкова, линковски ја вклучуваме со последните информации за состојбата со хоспитализираните лица во 8 септември, таа во ова линковско вклучување како соговорник го обезбеди Ридван Байрами, шефот на тимот кој раководел со синокешната спасувачка операција. Весна, повели со информациите од таму. Да, Александар, екипата на Иден ТВ е во болницата 8 септември. Пред малку добивме информации дека 29 од повредените во синотишната сообраќајна несреќа Тетово Скопје се сместени во 8 септември, 6 се во клиничката болница, 2 во Тетовската болница. Како што рече и ти, 7 од нив се во критична состојба, 4 се сместени во 8 септември, а 3 на ургентниот центар. Овде со мене гостин е хирургот Байрами. Значи, тој беше шефот на тимот кој прв излезе во пресред на сите оние повредени кои тука беа донесени. Добар ден. Добар ден. Како имавте тешка ноќ? Како се организиравте? Одеднаш многу повредени. Бурна ноќ имавме синоќа. После 4 часот од дежурна служба бевме информирани од брза помош дека при излегување од Скопје имаме сообраќајка несреќа и веднаш беше известен целиот тим и шефот на оделот, на сите одели. За кратко време ние бевме организирани во ургентен центар. Скоро за неколку минути да кажам дека 90% од персоналот беше во болницата. Веќе после така околу 5, не можам сега да сетам, после 24 часа тука работа, почнав да ги примем во ургентен центар, тешки повредени, политрауми, над 30 повредени. Значи за едно 30 минути или сат време може да кажеме дека таа бројка веќе беше донесена во ургентен центар. Сите беа примени, сместени, почнала со диагностирање, со испитување, дополнителни испитување. Во така полноќ веќе имавме на интервенција спленектомија, внатрешно крвање на една млада особа. Крвањето е стопирано, пациентката сега е релативно добра. Имаме 4 во интензивно лекување, што се тешки повредени, другите се во оделите на хирургија, така да ова ноќ не може да се заборави. Да. Колку операции направивте? Дали има уште потреба? Значи, имавме неколку интервенции хируршки
Едната е таа е спленектомија, бидејќи требаше и неколку торакални дренажи. Еден веќе е испратен во торакална хирургија, беа повикани значи специјалисти, субспецијалисти и од другите клинички центри. Беа значи на тријажа, сосема беше под контрола и ние некогаш не можеме да го предвидиме како може за кратко време толку вака брзо да се организира. Рековме дека 7 се во критична состојба. 4 се кај нас на интензивно лекување, другите се во клинички центар, сега се на обсервација, на дополнително испитување и ќе видиме сега со времето како. Докторе, им посакувам брзо закрепнување. Исто јас му посакувам што побрзо да оздравуваат. Тоа. Благодарам на разговорот. Пред час и половина овде по војната болница беа министерот за здравство Венко Филипче, премиерот Зоран Заев и заедно со директорот на болницата Костов ги посетија повредените. Премиерот Зоран Заев рече дека сите оние истражни действија се во тек и се очекува утре или задутре да ги има и првичните резултати за оваа тешка сообраќајна несреќа. Но сепак да слушнеме што кажа министерот Филипче и премиерот Зоран Заев. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам од името на владата до солидарноста и хуманоста на нашите сограѓани од селото кои што претрчаа во првиот момент и буквално покажаа човечност, големина, дека се уште има луѓе и навистина нивната помош, веројатно за голем дел од луѓето било и од пресудно значење. Вчера истрагата почна, јас информациите ги знам од министерот за внатрешни работи, под раководство на надлежен јавен обвинител, заедно со полициските служби, беше направен увидот на лице место со сите техникали поврзани околу тоа. Возачот беше во свесна состојба, уште вчера се направени разговорите со него, веројатно заради начинот на пристап во истрагата, оставено е приспивање, па ќе продолжат разговорите. Предпоставувам дека возачот е лицето кое што може да даде сериозни информации, но и самите повредени, од кога ќе помине првиот бран на главниот аспект, тоа е грижата за здравието на сите, веројатно истрагата продолжува, штом ќе ги соопштат, штом ќе ги заокружат сите неопходни информации ќе ги споделат со јавноста. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во оделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни 3 пациенти во клиничкиот центар кои што се во оделот за интензивна нега, во кои што у текот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе ја надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Ноќеска се оперирани 3 пациенти на скопските клиники и 1 пациентка тука во 8 септември. Во овој момент овде во болницата 8 септември се лекуваат 29 пациенти, во клиничкиот центар на 6 пациенти и 2 пациенти се во Тетовската болница. Да, инаку овде веќе 2 часа се роднините мајки, татковци, браќа, сестри, пријатели кои чекаат и се качија веќе да ги посетат своите најблиски кои беа тешко или пак полесно повредени во оваа сообраќајна несреќа. Ние еден од родителите снимивме, тоа е родителот на Азир Сефули, кој има 19 години и кој се враќал во својот дом од Скопје за гостивар откако нели завршил со својот студентски ден, затоа што синот Азир има само 19 години и тоа е прва година на архитектура. Да го слушнеме овде родителот на Азир. Нема скршеници тие работи, али е добро, ама уште не сум го гледал. Во Скопје учел работа? Студент е, прва година архитектура. Како разбравте за несреќа? Јас бев на работа, кога ми јавија близок пријател него и тогаш јас дојдов, не дојдов со моја кола, туку кај тој што работев, тој ме придружи до овдека.
Да, имаме снимано уште неколку родители со насолзени очи раскажуваат за судбината на своите најблиски. За сега толку од болницата 8 септември, доколку има прашања, се повели. Вклучување во вестите, а ние веднаш од болницата 8 септември се селиме во Гостивар, каде во моментов тече комеморативната седница на општина Гостивар, а со неа говорот го одржува градоначалникот Арбен Таравари. Да ја проследиме. Нека почиваат во мир вашите сакани и нашите сограѓани. Изразувам искрено и длабоко сочувство за трагичниот настан од името на владата и од моје име. Бог нека ги благослови. На премиерот Зоран Заев претходно се обрати градоначалникот Арбен Тараварија, во моментов се обраќа и председателот Ѓорѓе Иванов. Ние продолжуваме со останатите содржини, а очекуваме вклучување на колегата Игор Стефановски, кој што ја следи денешната комеморативна седница во Гостивар. Еден од повредените патници во вчерашната автобуска несреќа за медиумите раскажа како се случила сообраќајката. Причините се уште не се утврдени, а според сведоштвото на патникот се случило за само неколку секунди. Се случи многу брзо. Наеднаш како да изгуби контрола автобусот од едната лента во другата и паднавме долу. Тоа траеше неколку секунди. Додека се освестивме, веќе бевме превртени, во многу лоша состојба се сите. Полн беше автобусот. Од работа си доаѓавме. Тоа е најфреквентната линија. Автобусот беше полн до последното место, сведочи повредениот во изјава за ТВ Клан. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски синоќа изјави дека компанијата Durmotours ја имала потребната лиценца за работа и дека нивните возила редовно ги поминувале техничките прегледи. Автобусот на оваа компанија вчера се преврти на автопатот Скопје-Тетово кај селото Ласкарци, при што загинаа 14 патници. 5 мина се борат за живот, а 38 патници се повредени. До семејствата на загинатите и со желба за брзо опоравување на повредените во синоќешната несреќа постојано пристигнуваат од сите земји во регионот. Медиумите во соседството како прва вест ја пренесуваат информацијата што вчера Македонија ја зави во црно. Трагичната сообраќајна несреќа во која животот го загубија 14 лица ги потресе и земјите од регионот. Телеграми на сочувство и поддршка до земјава пристигнаа од Грција, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија. Грчкото министерство за надворешни работи рано утрово изрази жалење за загубата, а алтернативниот министер Јоргос Катругалос лично го исконтактирал неговиот македонски колега Никола Димитров. Длабоко жалиме за трагичната сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Нашите мисли се со семејствата на жртвите и нивните најблиски. Изразуваме искрено сочувство и солидарност со граѓаните и владата на Северна Македонија. Пишува на Твитер грчкото МНР. Бројни реакции и жалење изразија и низа јавни личности и политичари од соседно Косово. Најдлабоко сочувство за семејствата на жртвите во сообраќајната несреќа на автопатот Скопје-Тетово, а на повредените им посакувам што поскоро оздравување. Им изразувам сочувство и на водачите на институциите и на сите граѓани на Република Северна Македонија. Напиша председателот Хашим Тачи. Тажна е веста за тешката трагедија што се случи денеска на автопатот Скопје-Тетово. Од моје име и од името на Собранието на Република Косово им изразувам сочувство на семејствата на жртвите во оваа трагедија и им посакувам брзо оздравување,
на сите повредени. Реагираше косовскиот спикер Кадри Весели. Сочувство за големите загуби официјално изрази и косовската влада, почнувајќи ја седницата со едноминутен молк. Веста во јавност ја сподели премиерот Рамуш Харадинај, кој уште синоќа на социјалните мрежи изрази жалење за трагедијата. Слични пораки упати и државниот врв на соседна Албанија. Во овие тешки мигови, духовно сме до семејствата погодени од оваа трагедија, до роднините и пријателите на жртвите и сите граѓани на Северна Македонија погодена од оваа трагедија. Длабоко искрено сочувство и братска солидарност. Искрени желби за брзо закрепнување на повредените. Напиша шефот на државата Илир Мета. Жалиме за трагедијата на автобусот во соседната земја Северна Македонија, каде што бројот на жртви и повредени шокира и вознемирија толку многу семејства. Ние духовно сме покрај сите семејства и целата пријателска земја. Порача премиерот Еди Рама. Телеграма со сочувство до премиерот на Северна Македонија Зоран Заев испрати и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздиќ. И премиерот на соседна Бугарија Бојко Борисов изрази жалење за загубените животи и испрати порака на сочувство до семејствата на настраданите и владата која синоќа на вонредна седница прогласи дводневна жалост. Трагедијата ги крена на нозе и медиумите од регионот. Билансот на жртви како и тековно известување за несреќата се најдоа на насловните страни. Трагедија во Северна Македонија е насловот што преовладува во текстовите објавени во грчките медиуми. Уште синоќа беше објавена информацијата за страшната сообраќајна несреќа и 5 загинати лица, а текстовите се ажурираа како што растеше бројот на жртви. Во продолжение од режија ми јавуваат дека Линковски го имаме колегата Игор Стефановски. Во овој момент го вклучуваме со најновите информации од таму. Игор, повели. Заврши комеморативната седница во општината Гостивар, започна со 1 минута молк. Прв се обрати градоначалникот на општината Гостивар Арбен Таравари, кој порача дека им посака изрази сочувство на семејствата на загинатите лица од строотната несреќа која што се случи синоќа на автопатот Скопје Тетово. По него се од Таравари од државата побара да не се остане така и да се даде секаква било каква помош на семејствата на настраданите од несреќата. Веднаш по него се обрати во самата општина и премиерот Зоран Заев, кој кажа дека покрај даденото сочувство потенцираше дека нема да останат така семејствата на загинатите, како и на повредените од строотната сообраќајка која што се случи вчера на автопатот Скопје Тетово. Веднаш по него од тука од општината Гостивар се обрати шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Сите тројца порача дека се овие моменти на тага и изразија сочувство до семејствата на загинатите. Тоа што можем да го кажем како атмосфера од Гостивар е навистина жална и тажна е сликата низ улиците во Гостивар. Самите мештани, односно самото население во оваа општина во државата се во шок и во неверување на еден начин со оглед на тоа што голем дел од жртвите се токму од овој град во Гостивар. Поставени се знамињата на половина Копје, а исто така се на предвлезот на самата општина е истакната табла со црна машна. Меѓу другото се поставени некролози низ градот, па самото локално население дава сочувство на загинатите во строотната сообраќајна несреќа. Јас тука се одјавувам, а тонските парачења ќе ги емитуваме во наредните информативни изданија од градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, премиерот Зоран Заев и шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Игор, ти благодарам за ова вклучување во вестите. Во продолжение ви пренесуваме и пораката која што председателот на Собранието Талата Џафери ја упати пораката со сочувство до роднините на загинатите и повредените во трагичната сообраќајна несреќа. Дозволете ми во мое име и во име на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија да изразам мое и наше длабоко сочувство за загубата на животите на нашите сограѓани. Длабоко сум трогнат и вознемирен од оваа трогателна вест и во овој горчлив миг за нашата земја, за нашите граѓани. Дозволете да ја споделам болката со блиските семејства, пријатели, сограѓани на жртвите, на повредените и на сите оние кои беа учесници во оваа човечка трагедија.
Изразувам верба и жалба ваквите тажни мигови за нашата земја никогаш да не се повторат. Нашите молитви се со повредените, со желба да заздрават што побрзо и да се вратат во своите домови покрај своите блиски. Благодарност до сите граѓани и целиот медицински капацитет кои се сплотија и ја докажаа својата хуманост на дело. Нашите мисли се со починатите, нека почиваат во мир. Првиот министерски состанок на НАТО оваа година и прв состанок во присуство на Македонија како поканета земја и идна 30-та членка на Алијансата продолжува утрова. На агендата се војните мисии и соработката меѓу НАТО и Европската Унија. Министрите за одбрана на НАТО вчера одржаа 2 сесии на Североатлантскиот совет, на кои главни теми на разговор беа нуклеарниот договор за ракети со среден дострел, од кој Соединетите Американски држави најави дека ќе се повлече за 6 месеци, поради тоа што Русија со години го прекршува и развива забрането оружје. Сојузниците вчера разговараа и за споделување на товарот, односно зголемување на буџетот на одбраната, кој во секоја земја треба да достигне 2% од бруто домашниот производ до 2024 година. Македонија, како и сите други земји членки, даде ветување дека до 2024 ќе ја постигне оваа стапка по повеќе години намалување на трошоците за одбраната. Новото име на земјава Република Северна Македонија почна да се применува внатре, а стартуваше и процесот на информирање на меѓународната заедница за стапување во сила на договорот од Преспа. Македонија и Грција доставија заедничко писмо до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, со кое го информираат за датумот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите, опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните. Обединетите нации вчера потврдија дека го добиле известувањето и најавија дека веднаш за новото име ќе бидат информирани Советот за безбедност и Генералното собрание. Во најкосможен рок за промената на името ќе бидат информирани и земјите членки, државите набљудувачи на Обединетите нации, како и сите останати меѓународни организации. Албанскиот парламент на денешната пленарна седница се очекува да го ратификува протоколот за членство на Република Северна Македонија во НАТО. Според дневниот ред објавен на сајтот на Албанскиот законодавен дом, протоколот треба да се изгласа со апсолутно мнозинство. Пред тоа предвидено е да зборуваат председателите на парламентарната комисија за надворешни работи, за национална безбедност и законодавната комисија, како и координаторите на парламентарните групи. Претходно по усвојувањето на одлуката од страна на владата на премиерот Еди Рама, протоколот за членство на Република Северна Македонија едногласно го поддржа парламентарната комисија за надворешна политика и законодавната комисија. Во Хрватска од грип починале 75 лица. Нема одложување, излегуваме од Европската Унија на 29 март, изјави британската премиерка Тереза Меј. Поранешна американска контраразузнавачка пребегна во Иран. Во продолжение неколку вести од светот. Хрватскиот институт за јавно здравје соопшти дека постепено се намалува бројот на болни од грип, од кои досега официјално заболеле 48.080 лица, а 75 луѓе починале. Институтот истакна дека оваа сезона на грип е многу поинтензивна во однос на бројот на заболени во споредба со претходните 5 сезони, вклучувајќи и поголем број хоспитализирани луѓе и повеќе смртни случаи поради компликации кои ги предизвикала болеста. Според хрватските медиуми, досега се пријавени 75 починати, а во сезоната 2017-2018 имало 29 смртни случаи. Се проценува дека во Хрватска годишно од грип умираат околу 500 луѓе, од кои само мал број се официјално пријавени. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека нејзината влада не го сменила својот став и не сака да го пролонгира датумот за Брекзит 29 март. Многу е јасен ставот на владата откако го покринавме членот 50 дека имаме временски рок од 2 години кој завршува на 29 март и ние работиме на тоа, посочи Меј. Претходно шефот на британскиот преговарачки тим за Брекзит, Оли Робинс, изјави дека британските пратеници ќе се соочат со изборот помеѓу договорот што го склучи премиерката Меј или со продолжување на периодот за спроведување на членот 50 од Лисабонскиот договор, според кој е формирана Европската Унија.
Германскиот централен совет на евреите повика на акција откако беше објавен извештајот во кој се наведува дека има пораст на антисемитистичките напади во земјата. Председателот на центарот Джозеф Шустер апелира на поголема посветеност на полицијата, на политичарите и на правосудните органи. Според прелиминарните податоци на германската влада, во 2018 година регистрирани се 1646 антисемитистички кривични дела, додека во 2017 година биле забележани 1504 такви напади. Поранешната американска контраразузнавачка Моника Елфиде Вит обвината е за откривање на тајни информации на Техеран. Таа пребега во Иран откако го открила кодното име и тајни мисии на една програма на Пентагон. Американското државно обвинителство наведе дека 39 годишната Вит пребегала во Иран во 2013 година, откако присуствувала на собит во Техеран, чија цел било осуда на американските морални стандарди. Вит е недостапна за американската правда, како и уште 4 ирански хакери кои според обвинителите користели информации кои таа им ги доставила против незините поранешни колеги од американската разузнавачка заедница. Според обвинението, Вит која заминала од американското воено воздухопловство во 2008 година и подоцна работела по договор за Министерството за одбрана, им открила на иранците кодно име и доверлива мисија на една специјална пристапна програма на Пентагон. И пред да се одјавиме уште еднаш информираме за вчерашната стравична автобуска сообраќајна несреќа кај Ласкарци во која животот го загубија 14 лица, 37 се повредени, од кои 7 се во критична состојба. Според последните информации, дел од повредените се пуштени на домашно лекување, останатите се задржани во болница, но не се во животозагрозувачка состојба. Премиерот Зоран Заев, кој денеска ги посети повредените во градската општа болница 8 септември, изрази сочувство до семејствата на загинатите и благодарност до медицинскиот персонал во болниците, до медиумите, до сите граѓани, а посебно до жителите на Ласкарци кои први дојдоа на помош на повредените и учествуваа во нивното спасување. Како што и вчера беше соопштено од владата, Заев повтори дека ќе обезбеди секаква помош за семејствата на повредените и на загинатите и финансиска и психолошка. Се очекува денеска најдоцна утре да заврши увидот на местото на несреќата, пошто првично ќе се знаат причините за оваа најголема сообраќајна трагедија во земјава. Со ова информација го заокружуваме ова информативно издание, само да ви најавиме дека во текот на целиот ден навремено, во живо, линковски ќе ви известуваме за сите детали и за сите најнови информации поврзани со трагичната несреќа која што ја потресе македонската јавност. Јас тука се одјавувам, во продолжение следува метеопрогнозата со колегата Славчо Поповски.